Студентите кои први покажаа дека промени се можни, каква иднина сега гледаат за Македонија. Разединета нација, раскарани партии. Какви потези очекуваат од политичарите? Какви перспективи им се нудат на студентите, освен оние со партиска книшка? Таунхол дебата на Филозофскиот факултет во Скопје. Студентите дебатираат со пратениците Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМНЕ, Костадин Костадинов од СДСМ и Мариглен Демири, истражувач и еден од основачите на студентскиот пленум. Гледајте топ тема на ваша страна, почнуваме веднаш по рекламите. Добро вечер во топ тема на ваша страна. Вечерва од Филозофскиот факултет во Скопје, кој практично е символ на отпорот, каде пред 3 години студентите кои протестираа со илјадници на улиците го окупираат токму овој факултет, барајки измени на тогашниот закон за реформи во образованието, успеа тој да не биде донесен. Денеска, 3 години подоцна. Какви се перспективите на студентите во Македонија? Во топ тема на ваша страна, студентите од Филозофскиот факултет, од Правниот факултет, факултетот за новинарство дебатираат со пратениците Костадин Костадинов од СДСМ, Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМНЕ и Мариглен Демири, истражувач и еден од основачите на студентскиот пленум. Добро вечер на сите. На почетокот јас имам прашање за моите гости. Светоци сме на масовни студентски протести во Албанија, речиси слични со исти барања се организира деновиве о студентите на универзитетите во Тетово. Нивното клучно барање е да се стави крај на корупцијата. Костадинов, зошто се уште владата само декларативно се бори против корупцијата? Еве, слушнавме деновиве дека антикорупцијската комисија не се формира, дури нема да се формира ниту пред председателските избори, немаме нов закон за корупција. Што е причината? Вака, најпрво, ја почнавте темата со студентите. Морам отворено да кажам дека оправдано е секој аларм кој што ќе го вклучат студентите, а е во насока на подобрување на нивните услови за студирање, за живот, а од тука да тргнате си и подобрување на целокупните услови во општеството. Затоа, јас колку што знам, протестите од Тетово денеска или уште од вчера имаа средба со министерот за образование. Она што знам дека ги видов барањето и сосема се легитимни барањата на студентите. Очекувам, доколку има можности како влада или ние како собрание да реагираме, а ќе биде во функција на подобрување на условите на студентите, тоа и ќе се случи. Во однос на антикорупцијската комисија, нашиот став е дека што побрзо треба да биде формирана, треба да биде донесен новиот закон. Очекувањата се дека до нова година би можеле да постигнеме, иако реално агендата во собранието е поприлично напорна, но со заложби од сите за политички чинители кои што се внатре во собранието, верувам дека со консензус ќе биде донесен и новиот закон. Секако корупцијата е рак рана на секое општество, но треба не само ние политичарите, треба сите заедно да се потрудиме и да работиме во функција на спречување на корупцијата. Ѓорчев, дали има консензус, барам за законот, еве да почнеме од законот, со кој нема да се реши корупцијата во државата, како што не е решена ни изминативе децении? Видете, ние можеме да направиме 100 консензуси, но џабе е се ако нема волја за тоа. Очигледно нема волја, затоа што во моментов братот на премиерот во моментов е главен бизнисмен во државата и главен предприемач. И едноставно не оди оваа работа. Погледнете, 2 години се веќе на власт, нема ни еден човек кој што е обвинет, да е покрената некоја кривична пријава, некоја поголема акција или било што. Така што се е тоа мртво слово на хартија. Па немаше ниту 11 години покренато имаше поголеми против акции, ниту еден поголем број на функционер акции, на но знаете што, тоа е се повеќе и повеќе не ланскиот, прекланскиот снег. Ние сега имаме ситуација каде што луѓето масовно ни се селуваат од Македонија, но
ќе имаме голем број на можности да дискутираме за тоа. Пред да тргне муабетот и пред да почне дебатата и слично, прво сакам да кажам дека ми е многу голем мера, големо задоволство да сум тука на Филозофски. Филозофски секојаш бил епицентар на креативноста во овој кампус, па би рекол епицентар на креативноста во Македонија. И од тука навистина има убави спомени. Значи, бидете свој, ова ви се меѓу најубавите моменти и периоди во животот, така што благодарам за можноста да бидам тука. Денес бев исто така и на една трибина на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Имате поздрав од нив, еве еден тефтер ми дадоа, Универзитет Гоце Делчев, велам после одам на Филозофски. Поздрави ги и нив, вели таму. Така што се надевам ќе имаме добра трибина, многу прашање и се негово со среќа на сите. Сигурно ќе имаме, бидејќи интерес има кај студентите. Мариглен, корупцијата, како вие гледате? Па за почеток. Ако не сметате дека тоа е еден... Добро, моите соговорници беа малку и кратки, јас малку ќе бидам поекстензивен. Ако може сепак и вие, за да им дадеме можност на студентите. Тоа па се обидуваме животот да го здолжиме преку ваквите мини приказни кои што ќе ги експресираме во вакви настани. Според сите правила, општествени, политички, филозофски правила и принципи за кои што можеме да зборуваме, па и реферирајќи на самата корупција, корупцијата е појава која што ја има од памтивек и дека мислам дека не можеме тоа само така да ја фатиме, да ја намалиме или па да ја зголемиме, меѓутоа треба да се најде и изворот и точката на судир, каде што можеме ние да реферираме и да отповикаме па некаква одговорност. Можам да кажам дека и според истите одние принципи според кои што зборував, живееме во општество во кое што имаме од една страна политичка бирократија, од друга страна имаме економска олигархија. Овие се така заортачени, така добро се заортачени, така добро се закатанчени, клучка врзени се. И мислам дека ние не можеме да го пресечиме и не можеме да ја намалиме корупцијата се додека не удриме по овие принципи. Едните ги финансираат другите, другите ги спроведуваат проектите и носат закони во интерес на овие првите. Мислам дека се додека не се удри на овие принципи и на овие форми, мислам дека до утре ќе можеме да зборуваме парламентот. Парламентот, знаеме што е парламентот, циркус е парламентот. Парламентот нема демократија, каква демократија? Што ние сме глупави се? Ние знаеме што е фактички демократија. Уште Солон 7 век пред нашата ера, во Атина кога дошол, градот бил во една тешка и економска криза, меѓутоа бил и во една морална криза. Мариглен, јас сум сигурна дека сите тука ги знаеме основите на демократијата, меѓутоа кажете ни ако е таква оваа спрега, кој ќе ја пресече? Овие актери кои што се на власт и опозиција тешко. Други. Повелете, доколку има реплика? Доаѓаме од собранието, сме пратеници. Во однос на обвинувањето дека парламентот е циркус, да, окей, ќе беше легитимно тоа што го зборува почитуваниот соговорник, да, доколку истите тие не трчаа кон парламентот и не учествуваат на избори. Ако велиме дека парламентот е циркус, треба да бидеме искрени до крај и воопшто да не трчаме по избори и да не се формираме како политичка партија. Толку, кратко. Добро, вие алудирате на неговото... Секако, да. Меѓутоа, тука е Мариглен како истражувач од студентскиот пленум. Во парламентот видовме дека со голем консензус не за корупцијата беше донесен законот за амнестија и веќе првите прашања за кои ќе ги поставите доаѓа тукму на оваа тема. Глигор Самарџиски, повелете со вашето прашање. Микрофонот. Добар ден, ме интересира како го оправдувате донесувањето на законот за амнестија и од кој друг аспект, освен од политички аспект, постигнувате национално помирување? Како народот постигнува национално помирување со самиот тој закон, а не само вие политичарите? До кого е прашањето?
Сите конкретно мрежите. Кој сака? Јас да одговорам за тоа. Ајде. Кој што вие го поддржавте. Така. Најпрви морам да кажам дека најголемата поларизација во општеството во Република Македонија се случи токму со настанот на 27 април. Што представува преседан во светски размери, затоа што не познавам примери, доколку вие познавате, кажете ми, отворени сме оваа дебата, каде што народ упаѓа во собрание и дел од тие луѓе имаат намера да убијат човек. Тука се случи на тој политички настан и политичко најмногу разединување во општеството. Помеѓу оние, екстремно беше изразено помеѓу оние кои што беа дел од ВМРО ДПМН и оние од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во време кога ни се случува во државата еден таков процес на ЕУ и НАТО интеграција, клучно е да постигнеме што поширок консензус околу тоа прашање. Ако се согласуваме сите околу фактот дека повеќе од 80% од граѓаните поддржуваат и сакаат да ја видат Република Македонија интегрирана во Европската унија и НАТО, тогаш мора да се земе во предвид дека за политички настан е неопходно политичко помирување. Јас се согласувам дека тенка е линијата помеѓу она што значи политичко помирување и она што значи упад во правосудниот систем. Но затоа е изготвен и токму законот за амнестија, каде што јасно прави разлика помеѓу оние кои што извршиле насилство, помеѓу оние кои што биле организатори на целиот тој настан и оние кои биле таму или се нашле или биле заведени или биле таму од еуфорија. Знаеме дека беше помасовен настанот, но очекувам дека по помирувањето внатре во собранието, тоа треба да излезе и да продолжи во вертикала до последната клетка од општеството, а тоа е семејството. Очекувам дека Република Македонија може исклучиво помирена, без разлика на нашите идеолошки разлики, навистина да се интегрираме во она што значи европско семејство. При тоа да оставиме на правосудните органи тие да односат одлуки. Ние сме законодавна власт, ние носиме закони, очекуваме истите тие закони да бидат почитувани од сите граѓани на Република Македонија. Да дозволиме. Ѓурчев, вие гласавте за законот за амнестија? Сега ќе ви кажам. Значи, гледате ли сега вака зошто она нема правда, нема мир е прилично потрошена фраза? Јасно е сега. Што беше една така фраза одредена група на луѓе вака да дојде на власт, а сега идеалите и така натаму, тоа е нешто што се множи со нула. Прво, тука нема правда. Ова е апсолутно се политика. Има ли некој овде што не ми се ова е политика? Тотална политика. Имаме нарачани пресуди. Имаме ситуација каде што во Македонија на Зоран Заев 2 години се слушаат сите обвинители, се слушаат сите судии, се нарачуваат пресуди. Нека каже некој дека е поинаку. Апсолутно не е. Ќутенката и запиши си забелешки. Понатаму, имаме ситуација каде што со големи фрази и големи ветувања се зема наклонетоста на луѓево, а се гледа сега дека што била работава за сето тоа. Значи, јас, ако треба сето ова да го сумирам малци на пошироко ниво, нас апсолутно ни беше време да се заминеме. После 10-11 години доста беше. Значи, имаше доста и офсайди, и се насобра и скандали. Беше време да се оди. Природно е да има промена. Ама не за ова. Не за ова. Затоа што, внимавајте, ние во собрание треба да гласаме уставни измени на референдум. Да, према вас. Пакете или студентите? Према вас, а они одобруваат. Значи, вака. Се обраќам према вас затоа што, драги студенти, на секој во Македонија му е јасно дека после пропаѓањето на референдумот, каде што народот не излеза, бойкотираше, одзивот беше од 28-29%. Се приде на инженеринг во парламентот. Во тој инженеринг во парламентот имаме ситуација каде што дента која требаше да гласаме, и Костадинов беше таму и јас. Прво беше закажана седницата во 11 часот. Па одложија во 12, па не во 12, во 3. Не во 3, може да сумирате како што не во 3, во 6, не во 6, во 9, не во 9, не во, па во 10. Зошто? Требаше да се нарача телефонски пресуда. Донесоа пратеници извадени од затвор. Извадени од затвор за да гласаат со уцена или гласа или ќе добиеш 20 години затвор за тероризам. Сега он ќе рече тоа е дека е независна
нели судска услуга и така натаму. Да не се лажеме, Костадинов. Тоа е директна интервенција на власта во судството. Во Македонија не да нема независно судство. Во моментов владата и премиерот Зоран Заев во овој наш политички заевистан е и кадија и судија. Тоа е реалност. Но сепак, вие не ми кажавте дали вие гласавте. Гласав за тоа затоа што не треба да има тргување со правда. Сега ќе ви кажам зошто. Затоа што овие уцени, тоа поигрување со судбините на тие луѓе е надвор од било каква работа. Значи, ние имаме ситуација, внимавајте господин Васич, каде што најдобриот или еден од најдобрите глумци во Македонија е во затвор за тероризам. Најдобриот или еден од најдобрите оперски пејачи. Дали гласавте, Исто така. да рековме. Понатаму Мислам дека студентите веќе имаат прашања. Кратка реплика, Костадинов, има реглен. И кадија и судија. Тоа ви е моментот. Само би го поправил колегата Ѓорчев и би му укажал дека сепак не сте на митинг на ВМРО ДПМН. Немојте да ги злоупотребувате овие студенти. Многу сте Кои што имаат конкретни прашања, очекуваат конкретни одговори од вас околу помирување. Мариглен. Така да ве молам, колега Ѓорчев, Кусо. немојте да ги Има злоупотребувате. правда, Нема има кај мене мир. кусо, тоа е проблем. Ке мора. Кај мене кусо нема. Да, ке мора. Многу Потрудете долго е се. ова моево, ама ќе пробам да го скратам. Многу работи кажавте и кажа, прво имаше провокација, дека ние сме уствари трчале и ќе трчаме на овие либерал-демократски избори, кој што го нуди овој систем, меѓутоа не веруваме поради токму онаа спрега која што ја спомнав преска, дека капиталот и политичките бирократи многу добро стојат и контролираат, и бедиуми контролираат закони, контролираат економија. Токму поради тоа ние не можеме да пркнеме. Законот за амнестија ќе дојде ли до помирување 27. и кај народот? Добро, 27. На оваа поларизација на која сведочиме. 27. април е пример како секој е лошо за добро. Тоа е пример. Како нешто може да прерасне и во нешто добро. Пример за тоа, овој закон, кој што сега е фактички донесен, нема човек во оваа држава кој што не сака да се помират граѓаните. Имаме браќа скарани поради тоа што едниот е за ВМРО, другиот е за СДС. Имаме такви, ама тие никогаш нема да се смират. Ќе се смират партиите. И тука е проблемот. Дека партиите си имаат еден модус вивенди во кој што тие постојано си мешетарат едни со други, години, граѓаните повторно утре кои ќе ги повикаат, било актери, било што ти знам какви активисти, тие повторно ќе окркаат. Значи поларизацијата ќе остане. Имавме едно прашање. Никола Крстевски или Филип Србиновски на истата тема? Јас сум Никола Крстевски, студент на правни студии. Имам прашање конкретно до пратениците. Значи, бидејќи ние младите во голема мера безперспективност ја чувствуваме поради немањето на правна сигурност и кршењето на начело на владење на правото и важење на законот еднакво за сите, што мислите, каква порока ни испраќате на нас младите со, еве конкретно, најновата амнестија за која што имате консензус, бидејќи постојано кршење на начелото на владење на правото потекнува од вас како законодавен дом. Меѓутоа, ќе ве молам за искрен и конкретен одговор, без демагоги за помирување или пак обиди да прикажете конфронтација, бидејќи ќе ве потсетам, вие постојано со амнестиите си иземате од правните санкции и важењето на законот за вас, а во државата има луѓе кои што се казнати за неовластено продавање коприви и марула. Со кого да ги помириме тие луѓе, например? Ви благодарам. Повелете. Прво, како млад човек и како млад политичар, апсолутно ти го разбирам и револтот и се согласувам со констатацијата дека овде не сме ние дојдени ние двајцата да се надмудруваме. Овде сме дојдени да даваме конкретни одговори на вашите прашања. Мора да знаеме дека ние овде не вршиме амнестија во собранието со овој закон за амнестија. Ние оставаме на дело до судените, каде што јасно е прецизирано кој може да биде опфатен со законот, кој не може, судските органи, кои што се независни, и само тие може да носат одлуки, а ние немаме никакво право да ги коментираме нивните одлуки, да донесат заклучок и конечна одлука за тоа кој е виновен, кој треба да одговара, а кој треба да биде опфатен согласно законот за амнестија. Ѓурчев, зошто пратениците сами си се амнестираа од амнестијата? Никола, благодарам за прашањето. Прво најважното.
Честито именден, за многу години Свети Никола. И ја имам дома еден Никола мојот има 5 години и вчера му беше именден, но на друга тема. Имаме тука ни вели, како беше Костадинов, независно е судството, така? Јас не поставам прашање, студент. Па не, пред малку рековте независно е судството. Има ли еден човек овде кој што вика независно судство? Кој е независно судство, Костадинов? Целово судство вие по ДСД свири по ваши ноти, вие диригирате. И кој верува сега дека во оваа држава може да има правда? Во моментов, Никола, сите знаат, цела Македонија знае, и судство, и обвинителство, и влада, и собрание, се е под власта и волјата на еден човек, Зоран Заев и СДСМ. За жал, ова не се идеалите на шарената револуција. Ова не се идеалите за кои што се бореа луѓе, ова не се идеалите за кои што пред 3 години овде се протестираше. Си дојде една екипа на власт, си делат тендери, си тераат власт, да, и но се име розово. Законот сепак се изгласа едногласно и со 95 тоа се тие гласа. розови очила. Да. Кога ќе се дојде на власт, одеднаш се е розово. Мислам дека зад вас има прашање студентка, да ве молам представете се. Затоа што почнавте многу да зборите за судството, сакам првен да вас да ве демантирам дека судството во ваше време не беше независно. Значи, и по бомбите слушавме како функционирало се, како се апселе луѓе и така натаму. А во врска со амнестијата, исто така не го прифаќам законот за амнестија. Првен, вие сте законодавен орган, но судот треба да одлучи според законот за амнестија. Законот за амнестија е доста конфузен, каде што пишува дека вооружени организатори, а според сминките се гледа дека и пратениците се организатори. И според тоа што го имаме слушнато и како и они влегуваат во собранието, така да... Кој е вашето прашање и до кого? Прашањето е, моето прашање, значи конкретно прашање немам. Сакам да ви кажам дека законот за амнестија не го поддржувам, а сакав да го демантирам пред се со судството, бидејќи не може да зборите, пошто вашиот председател на партијата во моментот е бегалец со меѓународна потерница. Така да, тоа е. Може одговор? Да. Вака, значи, има ли некој овде кој што не верува дека има договор со Зоран Заев за заминување од државата? Туку така ли се заминува преку држава? Значи, еве си одговорноста, тука е. На место ви е дискусијата, на место ви е констатацијата. Значи, имаше еден куп аномалии порано. Апсолутно. Но ова сега е мултиплицирано. Ова сега е мултиплицирано како никогаш досега. Луѓе се малтретираат цели семејства, а во државата нема П од правда. А овие розови очила ни кажуваат сега одеднаш дека се е кој што треба. Лидер Никола Груевски си се договорил за бегството. Тоа Па или е, видете, или е неспособност на МВР и Спасовски, докази, или е неспособност на Спасовски, кој што требаше сега 20 пати да си поднесе оставка, затоа што секој ден имаме убиства низ цела Македонија, или се работи за политички договор, еден од многуте на Зоран Заев. И само да се надоврзам за ова што беше пред малце кажано, значи, да не се манипулира јавноста, не е во ред да ги лажат луѓето. Они велат, амнестијата е за помирување, за повисоки цели и така натаму. Не! Јасно е дека амнестијата е за оние кои што отворија врати, да не добијат 15 или 20 години затвор, да им гласаат промена на уставот која што не ја потвржува народот. Мариглен? Тоа е са политички пазар и ништо друго. Да, Ѓорчев, имаме многу прашања и другите. Мене ми иди да се прснам од смеја, наискрено. Викаш од една страна, викаш, тоа е пазар политички, сега политички. Не е политички пазар, не е политички, ова е партиски пазар. Друго е политика, друго е партија. Мислам да не ги мешаме работите, па после тоа викаш гласав и јас. Па што си гласал? Многу едноставно, не гласам. Не гласам. Исто како оние што се, како се вика, независните. Пошто има независни внатре во коалицијата на владата. Има независни пратеници, викат, ние сме независни и политички диалог. Независни, не во коалицијата на владата, морам да ве Нема независни. Нема независни и не е политички договорот, туку е партиски договорот. Меѓупартиска коалиција, односно договор кој што ќе ги олесни маките во спроведувањето на
законите и на интересите на повисоки клапи луѓе и инстанции. Не зборувам тука за масони, илуминати, што ти знам така натаму, конкретни работи се тука. Така. Конкретни работи. Да, Костадин. Од она што го нафрли колегата Ѓорчев. Добро, му отпеале песна пред да дојде овде од ВМРО и сега небитно од прашањето, тој се тера по она што значи ставови на ВМРО, небитно. Ке се држам на она околу законот за амнестија. Се прави јасна дистинкција. Ке ви дадам еден пример од секојдневието. Имаме двајца луѓе. Имаме ограничена брзина 60 км на саат. Едниот го сопираме со 65, другиот со 160. Нормално е дека нема исто да одговараат и двајцата. А факт е дека и двајцата направиле прекршок. Истото тоа, низ овој пример, се случува и во собранието. При тоа сепак на крајот оставаме судската власт, судиите, да одлучат како ќе постапат и која ќе биде нивната последна одлука. Ама ако и двајцата се фатени во алкохолизирана состојба, и на двата ќе им се земаат возачките дозволи. Ако се фатени во алкохолизирана состојба, апсолутно, но не станува збор за алкохолизирана состојба. Доколку и мислам дека има и други теми и други прашања, кај мене пријавени се со прашање Христијан Зафировски и уште еден Христијан Зумровски. Мислам дека имаме тука. Представете се бидејќи не ги запамтив. Моето име е Христијан Зафировски, јас сум студент на правниот факултет Јустинијан I. Моето прашање беше за надворешната политика, но ќе би сакал да кажам дека ми се смена прашањето слушајќи ве, бидејќи уште сега сум разочаран од нивото на дебатата. Бидејќи не гледам никаква желба меѓу двата главни политички фактори за градење консензус, всушност само за зголемување на непријателството во Македонија и тоа чувство на омраза. Па така, имајќи ја во предвид ситуацијата во Македонија, предизвиците кои што се исправени пред нас, членството во НАТО и ЕУ, кога вие ќе станете сериозни политички партии, всушност кога ќе почнете да работите нешто и да покажувате некакви резултати, за јас да сакам да останам во Република Македонија, за да имам плата како вас, да изгледам скоцкано како вас, господине Костадинов, или да си основам фамилија и да си имам дечиња колку Ѓорчев, или да имам пари да прочитам книги колку што има прочитано Мариглен. Немојте да сватите ништо лично, јас не сум член на ниедна политичка партија. Искрен одговор ми треба, мада не знам колку ќе можам да го добијам. Ви благодарам. Кој прв би одговори? Ајде, Владко, да, не може тебе да се договорат и кој прв. Океј. Повели Костадин. Се согласувам. Така е. За жал колегата го спушти нивото на дебата и не одговараше на вашите прашања, туку коментираше на оно што јас го зборував. Неопходен е консензус, точно е дека сме исправени како граѓанство, не како политичари, не како Коста и не како Владко. Како граѓанство сме исправени пред сериозни предизвици. Дополнително по завршување на процесот, почнува процес на отварање на поглавијата на Европската унија. Дополнително овде ќе ни треба консензус од политичките чинители. Во квалификациите на тоа колку пари ни овде има, мислам дека не би коментирал. Јас сум скромен човек. Доаѓам од Струмица, доаѓам од работничко семејство. Јас сум човек кој што, исто како и тебе, младоста ја поминав за време на режим на ВМРО ДПМН и Никола Груевски, и јас лично, нема да злоупотребувам емисијата, точно знам каков беше режимот на Груевски и точно знам што значи осиромашување на граѓаните. Ѓорчев? Така, кој и колку бил режим се гледа по број на упади по домови за постови на Фейсбук. Никогаш во Македонија за 10-15 години сме немале волку упади полициски по домови или Фейсбук и Твитер. Тоа значи дека во Македонија нема слобода. Христијан, благодарам за прашањето и многу убаво го разбирам тоа што го чувствувате. Значи, немаме ситуација каде што пола луѓе, пола млади одржава, сакаат да се заменат, сакаат да се иселат. Друга половина имаат анксиозност, имаат чувство на
нелагодност, неизвестност која што дневно ја чувствуваме на плеќи. Имаме ситуација во која што ни беа ветени инвестиции на Facebook и Google пред година дена, ништо тоа не се остварува. Значи, од оваа ситуација во која што во моментов се наоѓаме, пробано е, обидено е, дадена е шанса. Значи, мислам дека изминативе 15-20 години немало во Македонија гарнитура која што дошла со толкав ентузијазам, со толкави очекувања и со толкави ветувања. За една година, вака да се избрише патос со очекувањата на луѓето, не знам тоа како е направено. Значи, и јас сум целиот во прашалници. Кога сме веќе кај надворешната политика, Христијан, треба да го знаете ова и треба да се подсетиме ние. И Костадинов и јас, дента кога леговме, кога станавме пратеници, дадовме заклетва, дека ќе ги почитуваме Уставот и законите на Република Македонија. Уставот на Република Македонија. Сега, мислам дека имаме прашања за уставните измени. Сања, само да довршам мислам. И тоа... Значи, ние не бараме ништо повеќе од тоа што го имаат и другите. Ниту пак се согласуваме на помалку од тоа што го имаат другите. Имаме право да бидеме Република Македонија. Народот не гласаше, а после тоа се направија 300 вратоломии, 300 циркуси, 300 политички дилови, да се дојде до тие 80 по секоја цена. Резултатите ги гледаме сега, затоа што сега се брани нешто што е неодбрандливо. Мариглен, прашање и до вас, макар што прашањето беше што ќе сторите. Што ќе сторам јас со моите А милиони што ќе сторите вие? за да ти помогнам книги да си купиш? Тоа ли беше муабет? Не. Немав ништо кон вас конкретно насочено, туку кон пратениците. Генерално, што би можеле да направите? Доколку, Мариглен, вие имате идеја што би можеле, политичарите да направат? Добро, ова фактички дебата се сведе на тоа СДСМ, ВМРО, па си реплицираат едни со други, мене кој ме шиша, јас сум настрана, гледате. А ја мислам дека во моментов ве прашувам. Меѓутоа, моите критики мислам дека се најмногу на место. Јас мислам дека прво треба да седнеме и да се погледнеме во како да кажам, огледало. Мислам дека новите движења и текови кои што се последица токму на овие дилови во парламентот и помеѓу главните политички актери, тука ДУИ исто така требаше да има и луѓе од ДУИ кои што исто така ќе дробеа по нешто. ДУИ се согласуваат цело време што го слушаме по телевизија. Со едно кое на вас колку што гледаме и во моментот, а и ДУИ претходно. не е никаков фактор, освен фактор да крева рака, да гласа и да спроведува волја на европските инстанции, односно како се вика, на европските чинители. ДУИ истата улога ја имаше со ВМРО, истата улога ја има и со СДСМ, дури некои закони носат за кои што ни самите не се свесни за овој што се со овие, како се кажа, фактички лиценците за пазарот, кои што одат и на сметка на тоа дека ете албанците не ги интересира ништо за Македонија, тие едноставно носат пролупани закони, произволни закони. Па сметам дека ДУИ прави и гради еден лош имидж кај албанците и за албанците пред очите на останатите граѓани во ова фактички држава, меѓутоа тоа е друга работа. Што би направил јас? Јас би се организирал. Што би направил? Никако друго ништо. Јас би се организирал и би се обидел да создадам нов пристап кон политиката. Овој пристап на овие елитистички политички партии, кои што постојано се врзани, се гаси гајки со капиталот, немаме фајда од таа работа. Уште еден Христијан. Ако сакате, можам уште многу, меѓутоа да дозволиме форматот, можеме повеќе кафе да пиеме прашања. после. Христијан, уште еден е пријавен, Зумровски, повелете. Ако може да стане. Здраво, јас сакам да го прашам прво Костадин, кога ќе престанат да се бламираат со овие глупости национално помирување, зашо не си кажете едноставно, неспособни сме да истераме надворешната политика, затоа ни требаат овие криминалци од ВМРО, не за вас лично. А до Ѓорчев да прашам, дали ќе се одлучат, дали го поддржуваат овој упадот на насилниците од 27-ми,
и да престанат со тоа пејачи актери, пошто кривичниот законит познава само сторител на кривични дела. И до Мари Глен да се уклучи у левицата и Димче да го избациме да престане со национализмот. Тоа е. Добро, Мариглен не е представник на левица, така да редот ќе си го запазиме очигледно. Да. Нивото на оваа дебата не треба да го држиме само ние овде, кои што сме соговорници. Напротив, окей, легитимно е секое прашање, но такви квалификации за глупости во надворешна политика, јас не знам кај се глупостите во надворешната политика. Со тоа што после 27 години, се извинувам, зборувам, после 27 години, за прв пат сме толку близко до интеграција во двата најмоќни сојузи, зашто има национален консензус за интеграција на нашата држава во Европската унија и НАТО. При тоа имаме референдум, на кој што референдум поддршка дале на целиот процес 606.000 граѓани. Референдумот, законот за референдум, не познава успешен и неуспешен. Познава консултативен и облигаторен. Во ситуација кога имаме консултативен референдум и кога цензусот не е исполнет, целиот процес преминува во собранието на Република Македонија. Јас и гласав на референдумот и го поддржам договорот. Престоја викам, зашо не бидете искрени и не кажете дека ги амнестираме криминалците само ради тоа што не бевме способни да го иструкаме референдумот до крај и да ја спроведеме надворешната политика на Димитров. Инаку јас се согласувам со договорот од Преспа. На референдумот не го туркаме референдумот јас или ние само како политичка партија. Дозволете да... Како политичка партија. На референдумот во демократско здраво општество треба да учествуваат и да одлучуваат граѓаните, да го остварат своето право на глас. Правото на избор е едно од основните човекови права. Затоа, во таа насока, не можам да кажам да дојдат криминалците од ВМРО-ДПМН без да оквалификувам било кого, за да го решат целиот процес. Знаеме дека истите тие од ВМРО-ДПМН немаа намера, исклучиво заради политички поени, да го отворат воопшто како прашање. Истиот процес се преговараше помеѓу тогашниот министер за надворешни работи и премиерот и се лицитираше со името по телефон. Клучно е во еден таков сериозен процес транспарентност. Да бидеме отворени со граѓаните, да знаат граѓаните до која фаза е процесот, токму тоа и во државата се случуваше. Да му дозволиме и Ѓорчев да одговори, имаше прашање и до него и се согласувам да го одржиме нивото на дебатата. Христијан, благодарам за прашањето. Останете се бунтовен вака како што сте, ако не сте бунтовен на 20 кусур години, не знам кога. Ја нема да ви држам лекции кое е нивото и како е нивото, бидете си свој, со својат звезда, со свој личен печат и едноставно не бидете на Another Brick in the Wall, што е на Pink Floyd песната. Ова сакам да ви кажам. Неколку работи. Прво, не можам да се согласам дека во Македонија има правда кога очигледно е дека има неправда. Не можам да кажам дека има независно судство кога очигледно е дека судството е партиско. Не можам да се согласам во Македонија дека после за вицето, само момент, после за вицето. Не можам да се согласам дека во оваа држава се исполнуваат идеалите која пола Македонија сака да се сели. Христијан, во врска со прашањето кое што го поставивте, они сакаат само и исклучиво да се дискутира само за еден настан и за ништо друго. Истовремено, правени се дилови за Смилковско езеро, за жал кај што се 5 луѓе утепани, меѓу кои 4 тинејџери, деца, млади луѓе, се едно како ќе ги наречеме. Значи, морам ве подсетува дека конкретно прашање постави. До кога дека има организатори? Сега ќе ви... Христијан, тоа апсолутно, ниту таа вечер, ниту сега, не го поддржувам. Моето поведение на 27 април, мислам дека го знаете, мојата улога, исто така ја знаете, и во целата таа несреќа. Мене ми е, едноставно, среќа во несреќа е, што за среќа немавме некој загинат. Многу малце фалеше некој да загине. Ке беше сосема поинаку и трагедијата ќе беше уште поголема, ако некој е загинат. Но истовремено, не можам да се согласам
дека вработени во собранието кои што се нашле таму, дека одеднаш тоа се најголемите терористи во државата и дека треба да им се влегува во 4 сабајле со специјалци, со автомати, со репетирани пушки и така натаму и така натаму. Значи, имавме тотална, огромна злоупотреба на тој случај од оваа власт за да стигне до бројката 80. Истовремено, позади грб се даваат амнестии, тоа семејствата на жртвите од Смилковско езеро го кажуваат и го прозиваат премиерот, тие молчат за тоа. Значи, во моментов во Македонија масовно Добро, да не се тргува со правдата. Дефокусираме Тоа е сепак реалноста и тоа е дебатата. вистината. Благодарам. Студентите, повелете доколку е на истата тема, бидејќи имаме и други теми на кои се... Аз се извинувам, Мариглен, па одговорот. Јас и Имате онака нешто? сум... Ако остани време за мене. Па, ја мислам дека сте вклучен во дебатата, не знам зашто. добро. Инаку се жалите, да, постојано. Имам легитимно право да се жалам. Па, да Да. не мислевме, немаше Да, да бидете да. поканет, не? Точно. Добро, сега е... пак ќе кажам, малку се искривоколчени и сменати позициите. Па Владко Ѓорчев зборува за принципите на шарената револуција, Костадинов зборува за принципите на власта и за она што е приоритет. Каша попара. Не знам. Па не сум дел од политичката партија, сум само обичен член, сум бил дел од многу како се вика, движења. Сум ги создавал тие движења и сум бил дел од шарената револуција, сум држал многу добри говори, таму можете да побарате на интернет и да научите нешто. Ова без, како да кажам, без ароганција ви окажувам. И можам да барам на вистина принципиелност во однос на оние популистички приказни кои што беа плетени за време на шарената револуција, пошто и шарената револуција имаше некаква популистичка рамка. Го истражувам популизмот и ме интересира и кризата на репрезентативната демократија. Ова што го гледаме сега, ова е криза на репрезентативната демократија и едно добро имаат фактички направено последниве години е тоа што луѓето и граѓаните, да не спомнувам народот, ќе испаднам како Груевски народот, граѓаните имаат антипатии кон власта и кон опозицијата. Ете, ги смиривте на таа точка до некаде. Сметам дека не може да откачите корупција. Корупцијата е многу зезната категорија и корупцијата започнува од првите од вашите редови. Анѓушев. Корупција е Анѓушев. Поим за корупција. Во влада ниту го гласал некој, ниту некој побарал тој да се приклучи во влада, го имате вие во влада и сите процеси внатре, имам и пријатели по ова како се вика па самите министерства кои што ми кажуваат дека Доколку имате докази, Мариглен има судови во државата и органи, немојте да многу користите. судови, многу судови. Да, сепак, меѓутоа не е фер да дозволиме на студентот да... Сме ги мразеле 12 години. Да постави прашање, поведете. Милски Антони, студент, значи се најдуваме на филозофскиот факултет и затоа сметам дека дебатата малку скршна од својата насока, бидејќи како одиме кон крајот? Да, бидејќи забележувам дека имаме не дискусија за основните човекови вредности, за тоа што нашето општество, каде е тоа местото каде што нашето општество е всушност гнило, туку размислуваме за некои познавања на социолошката структура на тоа општество, која што е производ на тие фундаментални вредности. Затоа имам две прашања кон господинот Костадинов и кон господинот Ѓорчев. Првото прашање кон господинот Костадинов е прашањето како ние може да зборуваме за правна држава, за вредности, за такви нешта, кога имаме примери, односно функционери на кои што се прв, втор човек, трет човек во власта, кои што да речеме последната случка со господинот Димитров, каде што излегува документи дека тој неовластено споделувал определени документи со друга држава. Со друга држава и тој се гордее со тоа. Значи таква вредност има како човек и ние понатаму зборуваме за некакви вредности. А до господин Ѓорчев, мојата критика е тоа дека тој човек доаѓа и нас студентите цело време не реферира како негова алатка и има манипулативен тон
секогаш кон секој студент како ти благодарам и така натаму и очекува дека со тоа ќе добие некаква поддршка. Ви благодарам. Ова повеќе беа коментари, отколку јас не слушнав конкретно прашање, ова е ваш став. Доколку има уште некој прашање на оваа тема, уште таму Кусо, да? Прашањето беше како можеме да очекуваме почитување на определени социолошки структури кога немаме човечки вредности. Тоа е прашањето. Имаме или не човечки вредности, Кусо, Ѓорче? Не гледам нечовечки вредности или да давам било каква квалификација за министерот Никола Димитров, но добро е што поголема е дружбата не само во вакви јавни дебати, и неформално, и разговори со вас, се што вие сметате или имате забелешки во некакви однесувања за било кој функционер од власта или за било кој пратеник, да ги споделуваме. Само така може да се подобруваме. Ѓурчев, Кусо. Вака, Антони, зошто го кажувам името на човекот? Затоа што сакам да дискутирам со личности и ја сметам за личности. Затоа што мислам дека спрема студентите како популација сме имале грешки и дека за некои работи сме биле кабает. Мислам дека треба да се дојде тука во епицентарот на слободната мисла, тука на филозофски факултет и да се застане пред вас, да се дискутира, да се чуе и некој оштор прашање, некоја критика, затоа што сме ние тука и за фалење и за кудење. Истовремено, должен сум и ово да ви го кажам. Цела влада избега, еве и тука и Васич, цела влада и министрите од СДСМ избегаа од оваа дебата. Шекеринска одби да дојде, понатаму министерот, никој од нив не прифати. Никој од нив, Сања, ние се чувме 5 пати телефонски, ќе ги кажам еден по еден. Значи, договорите пред емисијата си на работа, јас ке ве замолам како студентов да не ги злоупотребувате. Ние имавме муабети по телефони, 5 пати се чувме. Кога некој одбива, тоа е моја работа да кажам кој одбива. Мислам дека имаме прашање, повелете. Сите министри на СДСМ одбија да дојдат. Не, ја мислам дека уседното прашање на вистина имаме прашања. И мислам дека е некоректно. Треба да се излезе пред студентите да се зборува. Кусо, прашање, само ќе видиме. Добар ден, Кристина Михайловска, јас сум студент на социјална работа и социјална политика. Имам едно конкретно прашање до представникот од позицијата, бидејќи во изминатата година беше актуелна темата за влегување на Република Македонија во Европска унија и НАТО. Сакам да ве прашам дали сметате дека Македонија ги има тие капацитети да ги задржи тие малку млади што останале во земјава, или тоа само ќе значи отварање на вратите да излезат уште полесно од границите на нашава држава. И уште едно, пошто пред малце се раздолжи дебатата за претходното прашање, сакам само да поставам едно реторичко прашање до сите. Кога ќе престанете да си ги мерите вашите политички сили врз грбот на младите, бидејќи демографското старење во Република Македонија е многу сериозен проблем и сметам дека сите ваши политички идеологии паѓаат во вода без нас, младите. Костадинов, се плашите ли дека младите политички идеологии воопшто не се битни кога станува збор за подобрување на условите на младите, па и на постарите и на пензионерите, небитни. Од сите нас зависи, како граѓани, колкав ни е капацитетот. Џабе ние во форма на закони, во легислатива, во форма на туркање на процеси, ќе направиме се што е неопходно. Ете, затоа што анкетите ни кажуваат дека граѓаните се јасно определени за интеграција. Но треба ние самите да се охрабриме и да придонесеме во истите тие процеси. Тука ќе направиме една мала пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Гледате Топ тема на ваша страна, таунхол дебата на Филозофскиот факултет. Продолжуваме со прашањата о студентите. Нивните проблеми остануваат нерешени. Тие имаат многу прашања за студентскиот стандард, за темите. Беше спомната во дебатата дека државата се грижи за младите. Слушнавме деновиве дека државата повеќе пари одвојува за пензионерите отколку за младите, но тоа е само еден факт кој покажува состојбата. Антонио Несторовски има прашања од ова, повелете. Микрофонот ако може. И кого прашувате? Сакам да упатам прашање кон господинот Владко Ѓорчев. Дали за членувањето на младите во политички партии ги прави партиски ботови или па им се проширува нивниот видик? Сакам искрено одговори, потоа би сакал да слушнам критика и од господинот Мариглен Демири.
Антонио, тоа е слободен избор. Значи, дали некој ќе се активира политички, каде ќе се активира, не мора да се активира во политика. Има голем број на невладини организации, има други каузи, има спортски друштва. Значи, секој си го наоѓа својот афинитет. Сметам апсолутно дека не секој е упатен и не секој треба да има афинитет кон политиката, затоа што политиката не треба да биде исклучивиот инструмент за некој да дојде до работа или да прогресира во животот. Ние во моментов имаме ситуација каде што на партиски состаноци се одлучуваат вработувања. 2 недели афера, никој не дава изјава. И од тие причини е она што пред малце го кажа во претходното прашање вашата колешка Христина, која што кажа дека имаме иселување од државата. Ние во моментов стануваме се повеќе и повеќе држава на старци. Наместо да се запре иселувањето од Македонија во моментов, луѓето се иселуваат како никогаш досега. Како никогаш досега, затоа што немаме инвестиции. А имаме истовремено најголем буџет. Сега доаѓам од собрание. Во моментов во собрание гласаме најголем буџет во историјата на Македонија од 3,7 милиарди евра, кој што ќе ги исцеди народот и граѓаните и економијата како ниеден буџет досега, а ништо не се прави. Така што овие работи се поврзани, барајте ги своите афинитети, не се откажувајте, ваше изборот, ваши се мислењата, ова се годините кои што ги памтите до дека сте живи. Куса, иако не го прашавте, има Мариглен. Иселувањето продолжува. Факт е дека е многу тешко, многу е тешко да се... Не рековте дека ќе се враќаат кога ќе дојдете на власт. Да се почитуваме. Така ли беше? Факт е дека треба заеднички напори за да се спречи иселувањето. Факт е дека треба да ги исцрпиме сите можни механизми за тоа да се спречи. Но најмалку образ да зборуваат за иселување имаат ВМРО ДПМН. За само 10 години 600.000 граѓани ја напуштија државата. Околу буџетот, да не забораваме, тие пари кои што се планирани, не се нити од мојот джеб, нити од на джебот на Владко. Тие се од сите наши джебови. Од истиот тој буџет, не заборавајте, дека истата таа партија не задолжи, дека заради истите тие долгови, од нашите джебови, од джебовите на граѓаните треба да вратиме 1 милиарда евра. Да го слушнеме Мариглен, кој... Ова е спаринг, ова не е дуело, е спаринг. Вака, значи, пошто имаше многу добро прашање, конкретно прашање, дали младите кои сакаат да се занимаваат со политика треба да се зачленат во политичка партија? Тоа беше прашањето. На слобода на изразување, слобода на говори. Да, дали само партиската книжка е перспектива? Добро, во моментот сведоци сме, овој збор сведоци сме, ова, како да кажам, синтагма се користи многу често и од ВМРО-вците сега. Сведоци сме дека за многумина партијата представува единствениот идентитет. Нема партија, тоа е ништо. Множи го со нула. Ништо друго не го интересира во животот, само партијата клатиглава, имаше едно време, го извадува оној прекарот. Проблемот е во тоа што доколку една партија го почитува и го следи принципот на негативна селекција, а тоа се прави генерацијски и традицијски кај нас, сите политички партии, најслабите, и тоа го имате насекаде. Морам да ве заврзам, Мариглен. Тогаш има ли друга перспектива освен партиски ботови? Освен партиски, па секако дека има, мислам, тама на работа, што ќе правиме сите ако фактички веруваме дека Што е ако не се иселите, да? Еве, прво, ние да станеме поактивни, посвесни и подобри граѓани, подобри луѓе. Добар ден да нашите комши да им викаме. Почнете со тоа. Почнете со тоа, бидете поголеми другари со вашите другари, посолидарни со вашите другари. Еве ви прв политички восклик. И истиот овој восклик после тоа ќе се гради. Инаку, па мислам дека политичките партии во моментов се регрути на најнекадарните луѓе во оваа држава. Бојан Евтимов се пријави за прашање. Пуштене, да. Боријан Евтимов од Правниот факултет. Слушаме перспективи на младите, а сите истражувања велат дека младиот човек кога ќе излезе од образовниот процес излегува сакатен за некои 5 до 10 години кој ги загубил во него. Сега господинот Ѓорчев нема да го прашам бидејќи тие беа дел од она
влада која го сакате образовниот процес, така што до господинот Костадинов. Дали и кога планирате да почнете со реобмислување и реформи во образованието, бидејќи како што тргнала работата, излегуваме осакатени, при тоа реформи не се закон за високо образование или укинување на екстерно тестирање, тоа е фластер на нога со гангрена. Благодарам на прашањето. Факт е дека не е решение само донесување на нов закон за образование. Но факт е и дека е неопходен. Исто така мора да се согласиме дека при изготвувањето на новиот закон за високо образование учествува дел од студентскиот пленум. Поправете ме, коригирајте ме ако грешам. Но ќе се навратам на суштината. Џабе ни се закони што ќе носиме ние, џабе ни се политички надмудрувања во собранието, ако вие доволно гласно не критикувате. Да бидете јасни и да вклучувате аларм. Немојте сами да се подценувате. Бидете свесни, затоа што и јас сум свесен. Студентите го кренаа првиот глас против претходниот режим. Заеднички успеавме да срушиме режим. Во многу земји низ цел свет. Гласот на студентите е неопходен. Дури да не коригира и нас како политичари во моментот кој сме владеачка партија. Уште едно. Целата дискусија е демагогија и вие двајцата, Ѓорчев, не се согласувате кој вие терате демагогија. Не ми дадовте одговор. Христина Михајловска исто така се пријави, да. А вие сте веќе го... Да. Марија Коруновска, се извинувам. Повелете. Јас сум студентка на правниот факултет, имам прашање до сите. Сакам да ве прашам покрај заедничкиот приоритет на сите партии во Република Македонија за влез во меѓународни институции, кога тој приоритет би се доближил за внатрешно државните прашања кои ги засегаат сите граѓани, како на пример економски прогрес и подигање на ниво на живот? Дали вие гледате дека се приближува, еве и јас вас да ве прашам, нешто таков консензус кој е потребен, на пример, да се спроведат реформите, оние еве што ги бара Европска унија, кои се потребни на државата. Еве на крајот од оваа дебата. Каков е вашиот? Мислам дека партиите треба да ги тргнат на страна политичките гледања и да работат заедно за да се решат проблемите што ги имаме во нашата држава. Ајде, Ѓорчев, прво, можно ли е да се усогласите барем околу нешто суштинско, како реформите? Би се усогласиле доколку има понуда, има идеја. И вие и претходното прашање кое што беше поставено, апсолутно го допира прашањето на образованието. Тука има некаде околу, горе-доле околу 100-150 може би присутни. И јас би поставил само едно прашање, а визави образованието. Дали еден присутен во оваа сала го знае името и презимето на министерот за образование? Значи, извинете, сега, само ве молам, господин Васич, сега, значи, внимавајте. И така вела дека не е тоа битно. Имаме 100 и кусур овде академски луѓе. Значи, луѓе кои што се... И тие, ниеден, чисто затоа што камерата не може да покаже, ниеден од присутните не го знае името или може би еден или двајца. Ниеден не го знае или многу малце го знаат министерот за образование, кој што треба да не носи во светла иднина. Значи, на вистина ја завршуваме дебатата. Имаме ситуација во која што ние не ги знаеме имињата на министрите за странски инвестиции, а треба да ја носат фабрики. Како да правиме реформи со тие луѓе? Како да правиме реформи со тие луѓе, внимавајте. Околу она што значеше реформски закон, поврзано со планот 369, планот 18. Морам да споменам дека имавме консензус во собранието за одредени реформски закони поврзани со процесот на интеграција. Во однос на тоа, кога граѓаните реално би почувствувале, е многу тешко да се одговори. Не сакам да се навраќам назад низ годините, но мораме да за да имаме реален приказ на работите. Мора да правиме паралели.
Ако знаеме дека бевме презадолжени, треба да бидеме свесни дека истите тие пари треба да се вратат. Сега сме уште позадолжени, Костадинов. Дозволи ми 53% да ние. одговорам. Ти Не не даде сме одговор на уште гледачите. позадолжени сме, Костадинов. Демагогија само. Паралелно во празни новиот буџет зборови. за 2019 година планираме и предвидуваме раст на платите во јавниот сектор. Така се зголемува потрошувачката кошница, а тоа има директна импликација врз растот на бруто домашниот производ. Континуирано со таков раст, само така може на крајот на денот граѓаните директно да почувствуваат економски бенефит Така. или подобрување на стандардот Веќе на сме живот. на крајот на дебатата. Мариглен, за крај? Да заклучам? Да. Ама немам клуч. Тука е проблемот. Очигледно дека никој не Да, меѓутоа прашањето, јас па ќе одговорам на едно од тие прашањата, па што треба да се и кои се прашањата кои што можеби би требало да се адресираат од студентите кои што доаѓаат од овој факултет, Так. што преска бев до ВЦ да се мијам раце, нема сапун. Кога ќе има сапун? Еве ви едно прашање. Еве едно прашање. До кога е крајот. До кога- Многу прашања остана неодговорени. На вистина ќе имаме, сигурна сум, и друга прилика. Студентите и се очекувам дека нивниот глас допре и ќе допре до политичарите. Тука е крајот на вечерашната топ тема на ваша страна. Останете на Телма. Пријатна вечер.